За 24 часа и владата и Народната банка ги зголемија проекциите за инфлацијата за годинава. Од Централната банка од првичните 2,5% денеска објавија дека очекуваат инфлацијата годинава да се зголеми на 3%. Растот на цените на нафтата, како и на прехранбените производи, ќе ги зголеми трошоците на живот на граѓаните. Од следната година, експертите од Народната банка очекуваат инфлацијата да се намали на 2%. Најновите оцени упатуваат на просечна стапка на инфлација од 3% во 2025 година наспроти октомвриските согледувања за инфлација од 2,5%. Оваа промена ги одразува малку повисоките остварувања во првиот квартал оваа година, но и на горните ревизии на оцените за цената на суровата нафта и на основните прехранбени производи на светските берзи. Што се однесува до очекувањата на властите, тие вчера објавија дека од првичната проекција согласно буџетот за годинава инфлацијата да заврши на ниво од 2,2%, но со ребалансот на буџетот ресорната министерка Гордана Димитриевска-Кочовска објави дека очекува зголемување на трошоците на живот на граѓаните и стапката ја проектираше на 2,8% инфлација. За економистите ваквиот раст е очекуван, но само поради надворешните влијанија. Не само поради надворешните влијанија, туку и поради тоа што мерките кои го спроведуваат властите не даваат никакви резултати, вели за ТВ24 професорот Абил Бауш. Дома ние имаме само одредени механизми како да ја зауздаме инфлацијата, нели монетарна и фискална политика која би направиле. Ако ја видиме монетарната политика, ние имаме покачување на кредитот за потрошувачки кредити кои накнадно ја загреват инфлацијата. Сега дали Централната банка ќе преземе некоја политика на покачување на каматните стапки, тоа ќе се види накнадно, интервентно. За разлика од тоа, фискалната политика веќе со години ја следиме и гледаме дека таму ништо не се случува, нели останува сивата зона. Веднаш по стартот на војниот конфликт помеѓу Израел и Иран, кога се појави и првите најави за раст на цените на енергенсите, председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски предупреди дека нема простор производувачите и трговците со храна да ги зголемат цените на прехранбените производи. Токму, храната беше таа што галопирачки поскапе во време на енергетската криза пред неколку години, но кога цените на нафтата и струјата паднаа на едно пристојно ниво, цените на храната никогаш не се намалија. Затоа сега не смее повторно се зголемат.